Особена чест и задоволство ми е почитување наши што токму во центарот на Белград, каде што се наоѓа и Македонскиот културно-информативен центар, ова утро за прв пат пред медиумите разговарам со младиот и многу надежен актер кој што ни доаѓа од Виница, Македонија. Меѓутоа, своето школување, своите студии ги заврши токму овде во Белград, а тоа е Александар Стоименовски. Александар, добро утро. Благодарам што ја прифати нашата покана да те представиме за прв пат, не само пред нашата публика, пред нашите гледачи, туку општо за прв пат во македонските медиуми. Ти си млад актер, заврши овде студии во Белград. Ме интересира за почеток како сето ова започна, од каде кај тебе љубовта кон глумата, кон актерството, бидејќи сите дечиња кога се мали, кога ќе ги прашаат што сакате да бидете кога ќе пораснете, одговорот е или актер или пејач. Дали и кај тебе беше тој случај? Јас сакав да бидам космонаут. Наистина? Така е. Така да таа желба и мојот пат до овде е потпуно ирационален и не сум сигурен дека се уште можам да го вербализирам тоа, од каде таа желба за глума. Секако мојата прва сцена беше јас како член на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, кај што бев 13 години. Така да тука се појави таа моја желба за израз, чие место ќе му биде сцена. Во основна школа тоа беа приредби, во средна школа некои представи, воопшто кога сум размислувал за иднина, си се спремав за примени медицина, сакав да специализирам психијатрија, меѓутоа се враќам на тоа ирационалното. Прочитав дека Мирјана Карановиќ ќе прима класа, не им кажав на моите дома, излегов на приемни, не знаев српски, го спремав приемниот испит на македонски и запишав студии, завршив како најдобар студент на генерација и тоа највеќе значеше на мајка ми, бидејќи мислеше дека сум направил фатална грешка, што сум се одлучил да бидам глумец, ама јас со тоа не се сложувам. Јас исто. Имаш навистина одлична енергија, ја почувствува во моментот. Претпоставувам и нашите гледачи, нашата публика. Во која глума, во која улога најдобро се наоѓаш, што најмногу ти лежи, што сакаш најмногу да глумиш? Никогаш не сум размислувал за тоа, бидејќи една работа зошто сум благодарен што се занимавам со оваа работа е тоа дека си константно изложен и константно излегуваш од комфорт зона. И јас се трудам тоа да го одржам, да не влезам во некој калап. Така да сум играл различни жанрови и не би можел да издвојам еден и да го фаворизирам. Дека пеам, па можам да кажам дека можеби мюзиклот е единствен жанр во кој не сум се пробал, а би сакал. Зошто токму Белград? Зошто ја одбра оваа дестинација? И сигурно имаш контакти со македонските актери кои што студираат кај нас. Постои ли разлика некоја меѓу студирањето овде и кај нас? Па, мислам дека има повеќе сличности него разлики. Мислам дека единствената разлика е што Белград како град во однос на Скопје има поголема сцена, да кажам така. Повеќе се работи и имаш повеќе можности за соработки. Само тоа. Мислам дека начинот на школување и на градење на занаетот е сличен. Еве сега во Македонија работам прв пат, представа Ангели во Америка, по текстот на Тони Качер, во режија на Филип Петковски, премиера би требала да биде на 1 септември. И во тој процес ги гледам сличностите, кои се повеќе него разликите. Тоа е иста школа, исто мислиме, се надополнуваме во тоа и за прв пат во септември ќе се представиш пред македонската публика. Ние имаме честа да те имаме и пред тоа. Првенец на генерација. Капа доле и честитки за тоа. Многу ми е кејф дека еден македонец, за мене дете кое што доаѓа токму од нашата Македонија, од Виница, овде првенец на генерација во Белград, каде што има премногу конкуренција и многу поголема сцена и публика. Што значи за тебе тоа? Дали ти е тоа некој мотив да бидеш се подобар и подобар и каде се гледаш во иднина? Кои се твоите амбиции за понатаму? Кога професорката дојде и ми кажа дека сум студент на генерација, некако бев мирен, а не очекував да бидам мирен. И размислував зошто, бидејќи мојата природа е импулсивен сум и така сум. Меѓутоа, 4 години додека студирав,
10 сати поминував на академија секојдневно, така да некако работите си се на месте и тој мир сам си дојде. Аха, па добро, сум го заслужил тоа. Имаш играно овде заиграно пред театарска публика на театар и дали имаш можеби настапуване на филм и каде се пронаоѓаш повеќе? Филм и театар за мене се потпуно два различни простори за изразување, така да не би можел да издвојам една работа. Имам повеќе искуство во театар и во иднина би сакал да имам повеќе простор на филм. А каде се гледам во иднина? Немам појма. Некако се дресирам да бидам во моментот и да не размислувам за работите што треба да дојдат. Ама би сакал да го сваќам животот малку не толку озбилно. Ете, тоа е некој план за во иднина. Јас ти посакувам да заиграш на филм и да те гледаме на филмските фестивали и се надевам дека ќе се сетиш на нас кога ќе го достигнеш небото, кога ќе вивнеш во звездите, бидејќи си млад, перспективен и навистина ми беше чест и задоволство што те запознав токму овде во Белград и посакувам блескава иднина. И кога ќе дојдеш следен пат во Скопје, би ми било чест да ни гостуваш и во живо во студио. Ви благодарам. Сигурно. И се гледаме 1 септември на премиера во Скопје.